Почитувани мои, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија, а еве зашто ќе говориме токму со вас денес. На црната листа на Соединетите Американски држави еден куп бизнисмени и политичари од Македонија. Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Си имаме и уште едно прашање до вас, зошто институции не можат да ја видат корупцијата што странците ни ја посочуваат. Генерално за тоа ќе зборуваме со вас. Секако ќе ве потсетиме дека оваа дискусија можете да ја префрлите секако и на социјалните медиуми, да не заследите на Facebook, Црвена линија е нашиот профил, ќе ве потсетам да го заследите и профилот на Телма телевизија, каде што редовно и секојдневно ги објавуваме темите. Но секако топло препорачувам задолжително уште во овој момент да не заследите и на Инстаграм и веќе во овој момент да бидете дел од оние инстаграмџи кои што активно земаат учество секојдневно во нашите Инстаграм стори анкети. Инстаграм стори денес ви открива оваа анкета. Ке се искорени ли корупцијата во Македонија? Тоа на што ве прашува денес Црвена линија на Инстаграм. Кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да или не, што значи со еден клик ќе биде регистриран вашиот одговор, а резултатите во проценти, како и секогаш се разбира, ќе бидат соопштени некаде таму по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Што се однесува до вашето учество во ова издание, уште едно подсетување, барем за оние секако и голема покана да се вклучат во Црвена линија е да се заврти едноставно нашиот добро познат телефонски број 02-307-0005 и секако задолжително од технички аспект, секогаш да го имате тоа во предвид, да се намали целосно тонот на телевизорот, за да јас и вие зборуваме целосно преку телефон, односно телефонски, ако е така полесно да кажам. Но секако сакаме да слушнеме сите вие кои што ќе се јавите во Црвена линија, кои ќе бидат вашите одговори во однос на тоа зошто антикорупцијска нема своја црна листа, зошто институциите не можат да ја видат корупцијата што странците ни ја посочуваат. И секако неминовно е да ви го поставиме и инстаграмското прашање, односно ќе се искорени ли корупцијата во Македонија. Па да видиме што ќе каже и првиот гледач. Добро вечер. Добар ден. Добар ден. Изгледа јас сум прв во Телма за тоа што ве следиме. Драго ми е дека е тоа така и пред се што сте и редовен и активен наш учесник. Редован, ама некако секогаш боцкате со овие кај што боли највеќе и мора да се јавиме. Ние секако повеќе прашуваме, а сега ќе слушнеме и што ќе кажете. Па, видите што, зошто ние не ги видиме тие антикоруптивна не го видил или некој да го санкционира тоа. А кој ќе го види? Хајде да ја прашаме тој во антикорупција од кого е назначено да биде тамо истражител. Кој го назначил? Дали ние или вие тамо во екран или ние што зборуваме зад екранот? Тие ги назначили тие големциве, кои се тие, ме разбираш? Помета и жилет големци ги викаме, а злото е не знам колко што Европа што носи зло. Од крадење ние сме сами. Една шака луѓе и затоа највеќе тука владува атар. Чим имаш атар во некој да знаеш дека злото ќе го гледаш одзади. Не функционират институции на системот. Судот. До судот е работа, се. Не може таа жена, ово топ тема што ви чекам сега. Така, благодарам многу еве што бевте и прв гледач кој што го проби мразот, за останатите кои што допрва ќе слушнеме какви одговори ќе дадат на нашите денешни прашања. Продолжуваме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Па има ли еве шанса да се искорени корупцијата во Македонија? Па има, само знаете како, треба да се смени законот за државни службеници, каде што секоја промена на власта ќе може да го менја само првиот и вториот ешалон, но не до корен, како што прават кај нас. Па со тоа фактички вие ги принудувате работените да бидат политички послушници отколку професионалци во работењето. Тоа е едната работа. Втората работа е кој ќе престане партизацијата на државните органи кои се задолжени за борба со криминалот и корупцијата.
Вие на овој начин како сега што имате партизација на сите државни органи, каде што ако не сте член на партија не може да се запослите во било која јавна институција или државен орган, како сакате да се борите против корупцијата? Тоа е едната работа. Втората работа е дека мора судството да прогледа. Тоа не сте сега моментално слепи. Еве ќе ви кажам примерот. Ние не збориме за случајот Маđар Телеком, каде што во Америка американците ги натера маđарите да платат казна, пенали. На нас и на црногорците ни го доставија материјалот каде точно се знае кои земале луѓе мито во оваа држава за да го блокираат влезот таму на не знам трети или кој оператор. Што направи нашето судство, сакам да прашам, и нашето обвинителство по материјалот што го пратија американците? Ништо не напрати. Го заглавија, го заташка, го ставија у фиока, некоја смесна пресуда која ги донесоа и тоа се заташка. Тоа е од тие причини ние не можеме да се бориме со корупцијата, да ви кажам право. Или земете го денески извештајот на државниот ревизор. Постов за работењето на финансиското работење на општините. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија, подсетување и за останатите кои што ќе се вклучат, и ако повторуваме, секако внимавајте и на тајмерот, 90 секунди се предвидени за секој гледач и неговото јавување или незиното. Добро вечер. Хало, добро вечер. Повелете. Поздрав до емисијата, до водителката и до целокупниот персонал на Телма. Благодарам многу и ние ви спраќаме поздрави. Но кој ќе биде вашиот одговор? Ќе се искорени ли корупцијата во Македонија? Па изгледа натаму сме на прак, сме само уште малку фали да се искорени. Знаете зошто ќе се искорени? Затоа што ќе снема луѓе овдека. Младите си заминуваат, ние постарите, нели, нормално природата си го прави своето и тогаш ќе престане корупцијата. Не може, не знам од кој аспект овдека дали е нешто проколната, убава држава, мала држава, средена држава, Господ ни дал сите придобивки што треба да има една држава и природни богатства, ама курсот на лудското движење го скреновме во скроз погрешен правец. И сега многу ќе треба време да помине, да се нешто врати или, не дај Боже, нели, најцрното сценарио, тоа е голема револуција, а револуција знаеме што прави. И жалосно е, ама тешко ќе може да се вратиме по мирен пат, да кажеме. Толку е многу навлезено и корумпирано, мислам дека многу тешко ќе може да се врати назад. Жалосно е, убава држава, ама изгледа ќе изгубиме брзо. Благодарам, поздрав. И јас ви велам благодарам за вашето учество. Сега ќе ги вклучиме малку и твитерџи со оглед на тоа што и Твитер заедницата има своји твитови во однос на она за што зборуваме совест, и секако твитерџи ќе подсетиме пред да ви ги покажеме твитовите, се препознатливи по својот цинизам, сарказам, знаат да бидат шегубени. Па ќе стартуваме и со твитот на Бобан, кој што го има напишано следново. За нова година замисли си Америка на црна листа да те стави. А ние ве прашуваме зошто антикорупцијска нема своја црна листа. Постои ли начин да се искорени корупцијата во земјава? Добро вечер. Ајде, добро вечер, добар ден. Со добра мисла ви викам. Поздрав. Со најдобра мисла и ние ви се обраќаме. Повелете. Сите слушатели, сите се во право. Знаете кога ќе се искорени? Кога врбата ќе роди и грозија. Никој пат нема се искорени, затоа што корупцијата е длабоко влезена во општеството до 33 години. Што спомна Лјупчо Маđар Телеком, па не е само тоа афера. Па Свет Милк, тоа за $1 која се продаде, токава фирма за млеко и други да не зборам. Него јас би ја замолил Американската амбасада да не ги става на црната листа. Што повеќе ги стави на црната листа, повеќе ќе крадат, повеќе ќе земаат тендери. Еве, Мерко го стави на листо, па ништо не му фали. Дури сега, уште сега, појќе ќе гради, дека дојдат локални избори, појќе. За Ангјушев, па се знаеше тоа уште која беше на власт. Ајде, кажете ми, зошто институции не може да видат корупцијата, што странците ни ја посочуваат? Гледат, како не гледаат. Што решија? Ништо. Свака час може учена, паметна е Ивановска, што и завршува мандат. Што случај речи? Ништо. Кога еве пример од тие 6 члена, едниот му бил баџанак листо на Џафери, другата керка да се све се поврзани, све владата ги става. А све тоа гледате, знаат тоа.
После, кој ќе им заврши мандатот, тама требаше вака треба свеđave. Значи, све дојка некој не ни дојде од страна. Верувате, ние сме смртни човеци, не знаеме што лоши работи уште се случуваат и се случувале во Македонија. Жалосно. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Во Црвена линија сте, па еве, според вас ќе се искорени ли корупцијата во Македонија? Никогаш, госпоѓа Тајна, Тина? никогаш, Тине, извинете. Ништо таман работа. Никогаш нема да се искорени затоа што таа потекнува од главата. Од главата. Господинот Заев рече дека Груевски го ставиле во гепек. Никој не одговараше како успеал господинот Груевски да побегне во Мажарска и тамо да му даде Европската унија, Мажарска е во Европската унија, ова е трла баба лан да ја проđe дан, што викаат. А еве, според вас, зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Моли, нема црна листа затоа што корупционерите се поставени од владата. И сите се врзани едни со други. Обичниот свет и вие во медиумите немате појма какви се работи вртат луѓето што се во власта. Се е грешно. Само тендерчиња секој ден. Работат и готово. Ова ние добро ќе биде да имаме црна листа за некого. Меѓутоа како? Имаат по 40 станови. Благодарам многу и вам за учеството. Посетување, внимавајте само на тајмерот, 90 секунди се. Продолжуваме со твитот на Ракија, кој што го напишал следното. Црна листа ли е, Форбс ли е? А ние ве прашуваме, ќе се искорени ли корупцијата во Македонија? Зошто, например, антикорупцијска нема своја црна листа? Зошто институциите не може да ја видат корупцијата, што странците ни ја посочуваат? Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Ајде за многодини вечервава Свети Меркурий, Света Катерина, утре и Нека е за многу години за сите оние кои што го чествуваат овој ден. И честити имиња. Што да кажеме, како да се искорени корупција ако имаме корумпирани политичари и партии? Пред само некаде 98 година имавме огромна корупција, сигурно бевме може најкорумпирана држава во цел свет, кога фабрики се уништува, кога се ограбува штедачи, се беше во крах. Фала Богу, Господ даде Македонска партија ВМРО и ја стимна Македонија, да речеме, некаде од 150 место на 600 место по корупција. Тоа беше голем успех, затоа значи се направија многу автопати, булевари, спортски сали, Филип Тори Македонски, Борис Рајковски сала, фабрики, индустријски зони, бенефиции за повеќе детни семејства, за пензионери, за ученици. Имаше вложување на пари на секаде. Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Па затоа ти е под контрола на власта. Но тука се криви тие што гласаат за корумпирана партија СДС, ако памтите, како рече Бранко. На оваа листа нема, значи не се врзува Октоподот од СДС има пипци на секаде. Така рече Бранко. И тие пипци се уште постојат во било која институција, затоа се е корумпирано. Само македонско ВМРО може да ја воздигне Македонија да прави добри дела за сите. А со СДС само колос. Благодарам многу за јавувањето. Сега ако продолжите да не следите, одиме со вас. Добро вечер. Поштовање, уште еднаш нека не ме псујат гледачите да се докажам. Ама кај смеја да изустави било кој лош збор? Слушайте, 1,5 минута, малце барем 2, конзилиум таму на телевизијата с големите 30 секунди. С големите. Еве, ве слушаат, ќе направиме еден конзилиум. А сега стварно добра ми е. Знаете што ме загрижува, зашто се јави да се докажам? Ова случај што потресе Македонија и Балканот. Ми е страв, пошто 20, сигурно 5-10 дена ќе треба дека се превадат документи до Турција,
екстрадиција да се доне. Пошто тој има пријатели, има пари, да не потплати луѓе тука, кој ќе дојде, ќе го извадат невин. Веруете, од тоа се плашам, пошто ние сме корупцијска држава, ајдучка држава. Затоа нека пазат, судиите нека пазат кој ќе го донесат, кога... Ми е страв, веруете, пошто сите сме потресени овие колку деној бевне. Пошто ќе поминат 2-3 недели дојка се донесе од Турција тука, дојка затвор, па има адвокатите, тој што го носел до Белград, а се прави Васка Илиева дека не знам ништо, како не може. Ти човек ќе го осетиш кога не со растревожен. Ево еднаш пода. Значи нека пази државата која ќе донесе тука од тие. Бидете поздравени, све најдобро. Уште еднаш поздрав. Благодарам многу за јавувањето и секако веќе посочиме дека во наредните емисии секако ќе се зборува и за мито и за корупција. Значи, ние секојдневно како црвена линија сме ориентирани на се она што во моментот е актуелно и секако очекуваме токму преку вас да го слушнеме ставот на граѓаните, кои што секако во црвена линија се и гледачи, но и секако активни јавувачи. Одиме со уште еден твит на Гаша Гастон. Твитерџи ги вклучуваме паралелно со вас кој што еве директно земате учество во црвена линија, па неговиот твит е следниот. Мене сите сте ми на црна листа, а Ел напишал правилно. А ние прашуваме, например, зошто антикорупцијска нема своја црна листа и зошто институции не можат да ја видат корупцијата што странците ни ја посочуваат и дали воопшто ќе се искорени корупцијата во Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте? Гледачка од Велес се јавувам, слушам на телевизорот дека Вој Кочуан Ѓушев го ставиле на црна листа. Зошто? Па тој човек е толку паметен што може државата да ја води, а не на црна листа. Да биде колку вработи, колку економијата ја зајакна у Велесот. Ајде, кажете ми зошто антикорупцијска нема своја црна листа, да речем? Они немаат своја црна листа, они се политички определени, затоа. Они само нека политика, некоја полза гледаат некој ќе им вработи ваму, таму, наму, и затоа да не им ги набркаат нивните од работа, затоа они немаат такви работи. А инаку... А зошто еве институции не може да ја видат корупцијата што ни ја посочуваат странците, например? Па, вака сега, нашите, пример, не можат да видат корупцијата од неписмени турија на тие места. Не се писмени, затоа. Се е партиско ставено. Затоа не можат. И сега според вас, еве, дали сте оптимист дека ќе се искорени корупцијата во Македонија? Вака, ќе се искорени корупцијата во Македонија, знаеш кога? Кога ќе стават на тоа работно место кај што треба, тоа дете што знае, што учело и што може да работи таа работа, а не политички да биде ставено. Се е политички ставено и затоа државата не ни оди. А грешка се за Кочуан Ѓушев. Америка се грешка за Кочуан Ѓушев. Значи, зошто човекот толку... Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Еве, конкретно уште еднаш ќе ги поставиме прашањата до следниот јавувач или јавувачка. Па, ќе се искорени ли корупцијата во Македонија и зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Корупција имало през 100 години и ќе има, а за црната листа, кога Европа ќе изстави американците во црната листа, ќе убиват деца во Палестина и низ другите места. То ме интересира. Американците знаат се да направат, а себе си да се чисти ко суза. Тој е толку од мене. Поздрав. А еве според вас зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Па нема, веројатно нема закон за тоа. По моје мислам дека нема закон за да можат тие да иклава во црна листа и да иклава во црна листа што ќе биде? Не ќе можат од Скопје да одат во Охрид
Како мислите, таа црна листа е веќе за надбор, за кај нас то не важи. Толку од мене, поздрав и најдобра телевизија досега во животот што имам слушнато. Благодарам многу и вам што не следите и што активно земате учество и во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Досега можевте да слушнете какви се одговори дадоа гледачите, што значи времето е посветено целосно на вас. Добро вечер. Еве, многу важно сега да посочиме, бидејќи јас се слушам себе си од другата страна, намалете го веднаш тонот на телевизорот целосно. Дали се слушаме со гледачот, гледачката? Добро вечер. Дали сте добро? Добро вечер. Сачева, викам добро вечер. Дали сте добро? Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Дали е сега во ред? Во ред. Така, мислам дека добро се слушаме. Па еве, зошто антикорупцијска нема своја црна листа според вас? Ништо не успеавме успешно да реализираме конекција со гледачката, но еве на некој начин ќе кажам можеби добро вака што се случи, за да имате реална слика како изгледа кога не е целосно намален тонот на телевизорот. Значи ќе ве вклучат од режија директно во Црвена линија и се разбере во тој момент далечинското врака и тонот намалување на 0, што значи дека јас и вие најдобро да зборуваме телефонски, за да нели нема еве вакво отсуство на чувство дека сте вклучени, дали добро се слушаме и секако да на некој начин пропадне вклучувањето. Како и да е, ние ќе се продолжиме и со твитерџи. Меѓу другото, еве уште една, да кажеме, твит дискусија помеѓу Свестете се, кој што напишал поранешен премиер на Црна листа и поранешен шеф на разузнавачка служба, 42 му одговорил и тоа што викаш. А ние сакаме да слушнеме што ќе кажете во однос на тоа зошто антикорупцијска, например, нема своја црна листа и дали ќе се искорени корупцијата во Македонија, зошто институциите не може да ја видат корупцијата која што ни ја посочуваат странците. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро? Вака. А зошто антикорупцијска не го стави Трифун Костовски на црната листа? Порцеланка по 40 пати од не ги даде. По 40 пати си ја зете фабриката, си го продаде железото, а на работниците ни динар пари не им даде. Ни динар пари не им даде. Ни антикорупцијска, ни Америка го најде, никој не го најде. А зошто еве немаат антикорупцијска своја црна листа според вас? Епа, мислам дека зимаат пари од тие што си зимаат пари, не. А еве има ли начин според вас да се искорени корупцијата во Македонија? Има. Како нема? Има како. А значи, треба да се сменат. Тие што се од антикорупцијска, смени ги. Таби и други. Па да видат како ќе оди со нив. Ако не оди со нив, па други стави. Така? А не, ја не знам, во оваа држава вака не оди. Не оди, не. Како од 2002 година Порцеланка ја затворија, сите вработени 2000 души 3 по 40 пати никој и преку суд ги имаме документите и се никој не ни даде ни пари, ни некој му рече на човекот зошто не им даде, ни некој го гонеше, ни ништо. Он си пееше на телевизорот, си се појавуваше со песни и антикорупцијска го најде ни Америка, ни никој. Он си изеде парите. Благодарам многу што ги споделивте вашите видувања и одговори со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Секој е добро, одлично се слушаме, морам да признам. Поздрав до вас, поздрав до цела екипа на Телма телевизија. Голем поздрав и до вас. И до гледачите на Телма телевизија. Мора да бидеме оптимисти. Мислам, јас сум оптимиста. Добро. Корупцијата мора да се искорени во нашава држава.
ако сакаме да одиме напред и подобро да живееме сите. А сега добро живеат само одредена група на луѓе, да речеме тие што се во политиката и оние фирми кои што даваат тендери, кои што земаат од државата и така натаму. Јас сум лично оптимиста, така ќе се искорени корупцијата. А зошто антикорупцијска нема црна листа? Тука ќе одговорам дека таа има бела листа и тука има само одреден мал број на политичари кои што не се криминалци, а затоа нема црна листа, се другото се на црната листа. Зошто институциите не можат да ја видат корупцијата што странците ја посочуваат? Институциите не можат да видат затоа што во сите институции има корумпирани личности кои што се наместени од политичките партии. Сега, ние, мислам, македонската јавност многу добро знае работата. Ние може да се намали корупцијата и да се искорени доколку ние бидиме членка на Европска унија. А се додека не сме членка на Европска унија, тешко дека може да се искорени корупцијата. Со оглед на времето, поздрав до вас. Одлично е темпирано ви е времето, со оглед на праксата и редовните учества во Црвена линија. Благодарам за јавувањето. Одиме повторно со Твитерџи. Свесте сте го напишали ова на црна листа на Соединетите Американски држави покрај други ситни риби. Моментално имаме и екс-премиер, екс-вице-премиер, екс-шеф на разузнавачка служба и двајца проминентни олигарси. Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро вечер. Добро вечер и намалете го тонот на телевизорот. Добро намалење. Целосно. Ете така. Повелете. Сакам... Ве слушаме. Продолжете, ве слушаме. Повелете. Велите зошто институциите немат црна листа нашите институции. Слушате, нели? Да, продолжете. Затоа што ние самите нема потреба странците да доаѓаат тука да ни средуваат работите со црната листа. Да, зборам. Продолжете да го искористите времето. Да. И странците нема потреба да доаѓаат да ни средуваат државата, пошто Америка ја уништи цела Југославија и сега дојдоват кај нас да става трети црна листа. Нека си гледат нивните проблеми, а ние треба сами да бидеме свесни и да си ја водиме државата како што треба. Затоа што Америка си го гледа само својот интерес и сака и ово парче земја што остана да може да го уништи. Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Затоа што антикорупцијска нема црна листа затоа што е корумпирана. А Македонија може ли да се спаси, да се искорени корупцијата? Македонија може да се спаси само ако дојде човек како што е бил некојаш Јосип Брос Тито. Тогава може да се спаси. Така, благодарам многу за јавувањето и уште една насока до останатите кои што допрва ќе се вклучите. Ве молам веднаш намалувајте го тонот на телевизорот за да не се губи време и секако да имате можност да одлично се слушнете со мене и целосно 90 секунди да бидат искористени без пауза за она што сакате да го кажете за јавноста. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Убаво ве слушам, мене тоа ми е важно, па еви да слушаме зошто според вас антикорупцијска нема своја црна листа. Па нема црна листа зошто се додека власта ги одредува тие антикорупцијска и како што беше она специјалка или како вика Катица Јанева, нема никогаш да се гоне корупцијата. Власта си ги постава за нив да ги бранат, а не да ги објавуваат дека се корумпирани. Ја мислам корупцијата може да заврше во Македонија, има нешто едно глупаво ќе кажам, али тоа дали ќе изоде, дали не. Например, на секои избори, ако е од една страна власта,
нека биде на другата страна од опозицијата, например, корупцијата или јавното обвинителство. Да има кој кого да го гоне. А овие самите себе не можат да се гонат. Тие поставаат, еве сега законите ги изгласаа за нив, да важат за нив, да има помали казни колку и да крадат, да помалку, значи се што гласаат и се што поставаат, значи тоа едно умие кај на се уште. Джабе ние имаме парламентарна држава кога никој опозицијата не ја слуша. Дали таа власт е на власт, дали ваа партија на власт, значи опозицијата последните 20 години не се слуша. Ние немаме парламентарна држава. Ние сме тоталитарна власт. Значи кој е на власт работи што сака и никој не може, не е достапен. Фала ви многу и пријатно. Секако и јас ќе ви се заблагодарам во името на редакцијата на Црвена линија за вашето учество. Малку пак ќе ги вклучиме твитерџи. Чак на Орис го напишал следново: колку сме онлайн, што не сме на црна листа на Соединетите Американски држави, и плюс допишал после ќе биде да се собереме сите 17 души што не сме на црна листа на Соединетите Американски држави и да протестираме кај нив пред амбасада за да не остават сами. А ние го прашуваме зошто антикорупцијска нема своја црна листа. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, добро вечер. Ве слушаме, еве, зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Па нема, затоа што антикорупцијска ништо не направила до сега. Што се проектирало од антикорупцијска? Што е земено во обвинителството да донесе нешто? Што издава антикорупцијска, нешто да се донесе и да се изведе пред суд. Што има реактивирано? Што активирано има? Ништо нема. Таа антикорупцијска за мене е направена само како ради реда, ништо друго. Антикорупцијска нема сила, нема закон, нема ништо. Тоа само констатира. А кој извршува? Овие судиве што се со 0%. Лошо е прашањето. Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Таа е самата на црна листа. Како да има црна листа, бе, човече? Не ми е јасно. Според вас ќе се искорени ли некогаш корупцијата во Македонија? Според мене може да се искорени само ако се смени комплексен систем. Системот треба да се смени, начинот на живење, системот, цел систем. Мора да се смени системот, не да се вратиме во социјализам. Исто овој капиталистички систем, ама да се спроведе онаков како што бил барем во 19 век. Ма ние не знам во кој век се наоѓаме со овој капитализам. Социјализмот беше 1000 пати подобар. Ама и тоа не беше неки знаеш што оправдано, ама не вреди, не знам како да ви решам. Секако вреди што го споделивте вашиот став со јавноста, па да видиме понатаму што ќе биде се кажано во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Па за црна листа зашто нема од антикорупцијска? Па тоа не се законодавно тело, тие само испитуваат и не можат да дадат они црна листа, додека не се знае од судот кои се криминалци, кои се све што е она најлошото што го прават. Меѓутоа ја и за антикорупцијска ќе ви дадам едно мислење. Јас сум дал неколку пријави, не него објаснувања мои, дека има корупција во државата, особено за мој систем, нема да го кажам за кој работа, и на крај ми доваѓаат после 2 месеци мене извештај од нив дека немате доволно документи, докази. Па ја ви ги кажав, ја тие докази не можам сам да ги доказам. Вие испитете ги. Ја ги знам, ќе ги кажам. Меѓутоа институцијата мене не ми удара печат за тоа дека зошто е вака направено, зошто е онака. Значи антикорупцијска можам да кажам дека и не знаат ни да работат. Еве ја ќе посочам и една друга инспекцијска служба на Управен суд. За 5 дена мене ми одговараат на све и праќаат писмо до финансии, ова работа да се приспита, да се реши. Се работи, едноставно и ќе ти кажам, за алумина. Алумина кој не ја купи и кој сега дојде, власта ја зема дуи, а не Пуцко Петрол. Пуцко Петрол е исто на листата, меѓутоа све е тоа за кражба. Ја водам 12 години борба.
Благодарам за учеството пред се во Црвена линија и секако во продолжение на Црвена линија можам единствено ве поканам уште еднаш да се вклучите за да добиете нови 90 секунди, но правилото ни е такво што за секој гледач 90 секунди е време траењето на јавувањето. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија сте. Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Црна листа на обвинителството треба се даде. Антикорупцијска, последнава антикорупцијска комисија има, кажа колку дојави има дадено до обвинителството и за сите тие случаи нема покренато ниту една постапка. Па што повеќе да работат тие? А еве, ќе се искорени ли корупцијата според вас во Македонија? Може да се искорена, дали ќе се искорени зависи од многу фактори. Од власта и од народот. Според вас како може да се искорени? Да се спроведуваат законските прописи. Судовите. Како друго? Имате се уште време, ако е тоа се... Тоа е се. Така, секако благодарам, еве, бевте куси, но одлично јасни. Еве, сега ќе продолжиме пак со Твитерџи и Бри го има напишано следното. Соединетите американски држави со оставање на црна листа на некого индицира дека таа личност е вмешана во коруптивни скандали. Има сознание дека е тоа така и сознание дека таа личност е поврзана со криминални активности. Џабе, кога ние немаме ни суд, ни народ што ќе ги осуди. Бре продолжува. Би требало јавниот обвинител да се заинтересира зошто овие луѓе се на црна листа некаде. Институциите да се заинтересираат. Ама како да се заинтересираат кога ние немаме независни институции? Ние имаме апсолутни партиски дувла од институции што се под команда на овие. Ке се искорени ли корупцијата во Македонија? Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Тоа се прашањата до вас. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Повелете. Зошто антикорупцијска нема црна листа? Своја црна листа. Да, своја. Па тие не го носеа законот овие, законот за казнениот закон за неказнивост, што и да направи. Зашто му е црна листа да имат? Значи, џабе. Второ, шо ако црна листа ни кажуваат од Америка? Ајде, од Мерко, почнувајќи напред, назад, према Груевски ова. И шо му пали? Некој ти укажува да работат институциите кај нас како што треба, тогаш важи црна листа. Да преземат мерки шо? Овде уште посилни се кои ќе стават на црна листа во Македонија. И сега, зошто да се губи време и да се мисли дека нешто функционира овде, џабе вие. Не функционира ништо. Не функционира. Црна листа, ако е така, на црната листа Америка треба да ни изваи најмалку 70% од сите партии досега инволвирани во криминали. И прашувате дали ќе застане криминалот? Нема шанса. Криминалот ќе застане кој едно време, се сеќавам, во Југославија, кој ќе нешто директорите со пивари, со ова, со она, се сеќавам, и ќе го снемаше директорот, да речеме, овде ки нема ништо, тоа ни ќе го снема, ни ништо, уште посилен, кој што ви реков, џабе ви е тоа. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжете секако да не следите и понатаму. А малку ќе ве префрлам на Facebook и уште еднаш ќе ве подсетам дека за се ова што дискутираме, одговорите можете да ги дадете секако и во рамки на социјалните медиуми. Нашиот профил на Facebook е Црвена линија, па ги имаме и првите коментари. Сега ќе ви посочам како изгледаме на Facebook. Така, еве фотографијата со која што се објавува и нашата тема. Прашањето станува и за оние кои што не следат на Facebook, зошто институциите не може да ја видат корупцијата што странците ни ја посочуваат. Па еве имаме веќе 10 коментари. Сега
најверојатно ќе бидеме во можност во интерес на интернет да видиме како ќе одговори. Ги имавме и првите коментари, така да ајде да му дадеме време на интернетот, во меѓувреме да ве вклучиме вас. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Еве, зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Затоа што Ве слушаме. Добро вечер. Зошто антикорупцијска нема своја црна листа? Затоа што антикорупцијска никој не е зема за озбилно и Дали се слушаме во црвена линија? може да се слушаме. Затоа што сите носители на главните функции во органите, институциите, каде треба да се води борба за корупцијата, се фактички најголемите корупционери. Како може против еден Ахмети или Ковачевски или Исмаил, други трети, да се води постапка за корупција, кога тие се носители на власт и на се во оваа држава. И затоа не може ни корупција, ни антикорупцијска, никој ваковата поставеност да ја руши. Корупцијата, сем ако влеземе во Европска унија или пак евентуално се надеваме на командовскиот градоначалник, ако дојде некогаш на власт, како што ветува, белки нешто ќе стори. Инаку, сите носители на институциите се главните корупционери и затоа ништо не може да се помрдне. Благодарам многу и вам за учеството. А ние се помрднуваме кон рекламите. А по рекламите доаѓаме во оној дел на црвена линија, каде што е време да ви ги соопштаме и резултатите од Инстаграм стори анкетата, па еве како одговорија таму инстаграмџи на прашањето ќе се искорени ли корупцијата во Македонија. Со да одговорија 10%, со не одговорија 90%. Како и да е, тука останува да им се заблагодарам на сите оние кои што земавте учество во ова денешно издание на Црвена линија, но тоа апсолутно не значи да се одјавите од програмата на Телма телевизија, туку многу набргу еве ве поканувам да се најдете на нашата листа на наградени кои што имаат собрано еден куп награди во најпопуларниот квиз во земјата, а тоа е Заврти на Телма. Секако тука сме малку и да подкажеме и да ви помогнеме со цел да на денешен ден, со оглед на тоа што сме среда е среќен ден, главната награда, драги мои, еве, само ќе кажам со еден збор фрижидер. Па најдете се на листата на оние кои што освоиле фрижидер во Заврти на Телма, а до фрижидерот еве ви неколку прашања. Колку симфонии напишал Бетовен? Што им било забрането за јадење на Адам и Ева во рајската градина? На која страна на светот летаат птиците преселници од нашиот крај? И еве уште едно прашање, ако сте посетиле стоматолог, што ве болело? Ништо нема да ве боле, освен устата од смеење, душата од радост и најважно од се, можност да се освои главната награда фрижидер. А да знаете дека знаеме понекогаш да ви изненадиме со награда главна плюс. Затоа останете со мене. Се гледаме за кусо време.